Почитувани присутни, добре дојдовте и ви благодарам што сте денес со нас на овој меморијален настан посветен на сеќавањето и оддавањето чест на нашиот никогаш не прежален и незаборавен Виктор Илиовски. Драго ми е што се собравме овде во чест на нашиот драг Вице да го споменеме него, вредностите и трајното влијание кое го остави на нас. Не случайно позади себе забележав дека годинава се навршуваат и 5 години откако Вице замина можеби во некој друг свет, меѓутоа тој за секогаш остана овде со нас. Паметењето, драги наши, е начинот на кој љубовта живее и понатаму, за да толку ваквите заеднички сеќавања ја почувствуваме таа иста љубов повторно жива. Почитувани, денес ќе споделиме зборови, спомени и тишини, сите исполнети со благодарност, љубов, почит и сеќавања за Виктор Илиовски. Пред да ја споделам со вас агендата на денешниот настан, јас би сакала да изразам благодарност до сите вам кои несебично се вклучивте и бевте дел од преводарителската акција која се одржа вчера во склоп на овој настан. Да се заблагодариме и на сите дечиња и родители кои беа учесници на првиот дел од овој настан, насловен како Светот на другарството, преку кој ги одбележавме најубавите моменти на Вице и неговото безгрижно детство. Денес во склоп на меморијалниот настан Виктор, силата на споменот, предвидено е да се одржат два панели, од кој првиот мотивацијски панел, како да се справиме со болката, после кој ни е предвидена една кафе пауза, која ние ја насловивме како мирис на пријателство, за да веднаш потоа го проследиме следниот панел, кој го насловивме како светлина што останува секоја година, секој момент, спомените го држат жив. Она што е сигурно е дека денеска овде ќе слушнеме повеќе говорници со нивни ставови и размислувања, многу зборови, сите со една цел, преку споменот за Виктор да го продолжиме неговиот белег кој го остави, да може би помогнеме, инспирираме или допреме до некој од вас. Почитувани присутни, ви благодариме што сте дел од овој прв панел посветен на темата како да се справиме со болката. Тема која длабоко не засега сите, особено кога сме соочени со ненадоместливи загуби, сите сме се соочиле со болката, сите сме се соочиле со за жал некоја загуба во нашиот живот. Денес не сме тука да говориме само за тагата, туку за да дадеме глас, да ја препознаеме, да ја разбереме тагата и најважно, за жал, како да научиме да живееме со неа. Особено кога болката доаѓа од загубата на некој наш близок, млад, некој кој ни заминува прерано, тагата е уште потешка, уште пострашна. Преку овој панел ќе дадеме простор за разговор, искрен, човечки, исполнет со подршка, ќе слушнеме луѓе кои може би поминале низ слични искуства, ќе споделиме начини за справување и неважното може би да се потсетиме дека во тагата не сме сами. Болката е знак на љубов, а љубовта не завршува со загубата, таа се менува, се преобразува и ако ја дадеме време и простор, може да не однесе и до исцелување. Почитувани, јас ќе дадам збор 2 за говорниците на овој панел. Јовче Крстевски е психолог, кариерен и гешталт советник, моментално работи како младински работник во Младинската асоциација ИМКА во Битола. Завршил психологија на Филозофскиот факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Со младинска работа се занимава од 2009 година, вклучувајќи се во повеќе младински организации од регионот и земјата. Учествувал во доста семинари, обуки, тренинзи на теми поврзани токму со младинската работа за личниот раст и развој, лидерството, основи на коучинг, користење на креативно изразување и работилници за ментално здравје. Билјана Андоновска е родена во Битола, незиното потекло од Темирхисарските краишта, автор на 3 романи и 3 поетски збирки со православна содржина, напишани со благослов од епископот Партени Антаниски, Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Преку делата на Андоновска утеха пронаоѓаат болните, страдалниците, особено луѓето кои изгубиле близок член од своето семејство. Мартина Даралиовска е фармацевски техничар, посветена сопруга и мајка на Јаков и Николија. На 24 години Мартина изненадно го губи својот помал брат кој имал само 20 години. Во негова чест организира турнир во фудбал,
спортот што тој најмногу го сака. И покрај големата животна болка, Мартина продолжува напред, носејќи ги светлите спомени за братот како поттик за љубов, сила и посветеност. И Христијан Илиовски, дипломиран софтверски инженер кој моментално работи за светски реновирана софтверска компанија, зад себе има повеќе од една деценија професионално искуство, сопруг и татко на малечката принцеза Викторија. На свој 26 години се соочува со една од најтешките животни загуби, заминувањето на неговиот помал брат. Во негова чест, Христијан организира бројни меморијални турнири и настани преку кои го чува споменот за својот брат, вечен и наоѓа сила да ја ублажи својата болка. Јас нова би додала дека Христијан е еден прекрасен човек, со кого случајно се запознавме, а во него видов еден прекрасен син, прекрасен брат, и преку се ова кое што тој го прави, верувам дека споменот за Виктор Илиовски за секогаш ќе свети меѓу нас. Денес во склоп на токму на овој панел ќе говориме со сите четворица говорници за можеби истите прашања, меѓутоа ќе слушаме на различни ставови, различни мислења. Јас ќе започнам со психологот Домене Јове. Како изгледаат првите моменти, првите денови по загубата, која е утехата, која што можеме да им ја дадеме тогаш на оние кои се соочуваат со загубата? Психолог Јове. Здраво сите. Ја прилика да споделиме зборува околу ова битна тема, да речем, на загуба. И чисто само може требаше да спомнам во најавата за вас, да ви кажам. Јас сум по потек од Темирисарски регион. Случајно татко ми голем и бевме мали, да речем, го посетвавме редовно, го беше живот. А сега се вратим на прашањето. Како изгледат првите моменти, така? Тоа ни се познати искуства на сите нас. Во поголема и помала мера се сретуваме со такви искуства на шок. Борот, кој што го опишува тоа искуство, како и раѓањето и смртта е дел, да речем, од животот, и кога тоа се сретнуваме или со едното или со другото, и со тие околу нас и ние сами. Се раѓаме еден ден и ние треба да преминем на другата страна. Пред да дојдам до шок и да кажам што зборува, чисто само бака како од публиката да најавам дека мојата позадиница е малце религиозна, значи во ние како психолози имаме преспруења, кои што се материалистички и кои што се помалци духовни. Тоа е класична нека смисла на зборот. Психологијата е некое продолжување на тие традиционалните науки на филозофијата кои што водат корено до нашиот религиозен интерес на чештото. Па во таа смисла јас гледам таа поставеност дека ние имаме тело, дека имаме душа и дека постои дух. Во таа смисла се ова што доживуваме на некој начин дори сме во тело, тоа е фактички нашата душа која што си врви известен пат, и потоа се враќа назад од кај што и дошла. Ова ќе биде контекстот на се што ќе искоментирам понатаму, чисто за да биде јасно кај да моите идеи. Дури сме тука, кога ќе ни се случи на некој близок, доживуваме шок. Може прашање да би било како да се толку многу и зошто се шокираме. Првите моменти на шок се неприфаќање, така, како се случи. Имаме
еден вид како кочење, како заглавеност, значи како процес кој што во нас се случува, кој што малце низделно од оно што е све у нас секојдневие. Тоа може да доведе до пад по депресија, оттага и така нека работи. Са тие со неколку елементи се на кои што се навраќани неколку пати да објаснени, али главното е шок. И стравот позади сето тоа, поврзано реално со големиот страх. Ако дозволите овде јас ќе ве прекинам, како да ги утешиме оние кои се соочуваат со загуба токму во моментите на шок? Велат дека тогаш утеха нема, меѓутоа еве, во тој период кога личноста уште не е свесна дека се соочува можеби со загуба. Во главно дружба со други луѓе е оно најбоље што помага. Мора да има други луѓе околу него и да се разговара на обични теми, да се следи кој е интересот на погодениот таква ситуација. Во таа смисла тоа е главното. Тука најпојде ние како луѓе му се наоѓаме на другите луѓе. Нема некоја ствар што да му се кажи во смисла на збор или да му се даде во смисла на ствар или предмет, или да присуството на ние. Така, едноставно да бидеме со нив. И добро. Да, тоа е главното, да речем. Дури да не треба да видиме психолози, да видиме, треба така некој интерес имаме да видиме присутни, да речем. Така пробам да го сведам на наједноставно што се може за да ги разбирува. Тој елемент, тоа го нарекуваме некоја човечност, така да видиме понекогаш тоа може да ни одземе многу време, се зависи од тоа како е доживеано, колку е интензивно и така, но тоа на некој начин фаза, да се Така, психолог Јове ќе се вратиме подоцна со вас, ќе ги образложиме можеби сите оние фази кои што ги поминува личноста при загубата. Ќе продолжиме овде со Христијан и со Мартина. Нема нормални реакции кога ќе се соочиме со загуба, меѓутоа кои се вашите реакции кога да се загрижиме, кога таквите реакции при шокот од загубата преминуваат можеби во некоја друга фаза на зголемена болка, на изолација, можеби на анксиозност, депресија. Христијан? Да. Искрено би сакал да го на прво прашање да одговорам од аспект на еден визуелен пример кој што може би сите полесно ќе го сватат. Замислете дека возите автомобил по некој автопат кој што е прав, нели нормално благи кривини, но поголема од дозволената брзина малку. И одеднаш наоѓате на некоја дупка кај што нема шанса никако да отпегне. Она што ќе се случи при ударот е она моментот кога ние го губиме некој наш близок. Автомобилот, сите знаеме дека понатаму на патот мора да не однесе до крајната дестинација, но нема да вози баш како претходно. Првите денови, после ударот или после оној момент кога дознаваме дека сме сами од тој момент понатаму, сами во смисла на го губиме оној што не бил до тогаш многу битен. Ја би рекол дека се блокада, комплетна и психичка и физичка, зашто бидејќи кога ќе слушнете таква вест, ви поминуваат сите можни слики од раѓањето и заедничките моменти и тоа ви прави парализа на мозокот. И од тој момент си правите уште милион слики како ќе биде од сега па натаму. Мислам дека тој момент е неприфатлив. Искрено јас од личен пример ќе кажам, кога ја слушнав таа колна вест, прво беше преку телефонски разговор со болницата во Хрватска, кај што на 26 години слушате вашиот брат е хоспитализиран и се бори за живот, спремете се на најлошо. Претходно, недела дена пред тоа, сте го испратиле со најсилна преградка на местото кај што ќе биде среќен, ќе биде тоалето, и сега го слуша тоа еднаш тоа. Тоа е еден огромен шок, но уште поголем шок е што со родителите. Сега треба јас да ја пренесам и земам таа одговорност, да ја пренесам таа информација на родителите. Мајка како мајка предчувствуваше све,
не можеш да излажиш некој човек кој што излевува, веќе некако мајката и синот и ќерката било како со децата е различно приказано, тоа не е исто како со татко. Пробав да ја објаснам дека она што не ни враќа вратно на пораките и што не се јавува на телефон, дека е само го заборај телефонот дома и моментално на работа и такви некои приказни, за кои што јас ги кажувам, ама реално знае дека лажем. Само ги кажа во тој момент да ги спремат пасошите и да дојдат во Скопје, бидејќи може би ќе треба да одиме до Хрватска, да посетиме брат ми чисто да видиме кај. Тогаш мислам дека дозна што све не очекува понатаму, но не беше тогаш најлошиот момент, бидејќи мојата случка беше во тој момент се случило што се случило. Да појасниме за тие што не знаат, не е корона, не е 300 приказни што слушаме, што ни го отежнува целиот процес на тагување. Се работеше за мозочен удар, односно мозочна аневризма, која што знаеме сите дека во 99,9% случаевите завршува фатално. Во тој момент беше во кома и пробуваа да се борат за неговиот живот, точно 7 дена, до денот Иванден, не е и тоа случајност. Но тогаш е првиот момент кај што слушнав нешто лошо за брат. Отидовме таму, се бореше, тој се боревме и ние се собравме сите на едно место, цело семејство и точно на 7-миот ден ја добиваме веста која што е од тука па натаму нема назад. Дека фактички мојот брат доживеал уште мозочен удар и спремете се за најлошото, вашата посета во 14 часот. И знаеме што треба да очекуваме таму, но не ќе ме веруваме во тие моменти, бар искрено. Кој би сакал да поверува такво нешто? Сега дека не увидиме телото, ние мислиме дека не лажат, дека е нешто за друг Виктор станува збор или нешто такво. Но за жал, таму не соопштија таа вест и не се да го видиме. Во тој момент мислам дека бесот превладува. Бев бесен, бев гневен, пцуев по секој што го видов. Пцуев по Бога, правев грев, да, но тоа е оној што ми го одзеде најмилото. Тие се првите моменти на она која ќе слушнеме дека сме загубили некој. И нормално, во тие моменти помошот од докторите беше неизбежна. Дел со лекарства, дел со разговор, дека сега е на подобро место и така натаму, ќе го фатиме и тоа понатаму. Но би рекол, вие не живеете во вашето тело во моментот кога ќе дознаете таа информација. Мартина? Јас најпрво сакам да се заблагодарам на Кристијан што ме викна да видам дел од овој настан за Виктор Илиевски. И јас имам иста загуба на помал брат. Не можам и после 6 години да навлезам точно во деталите како Кристијан. Јас веста ја слушнав од мојот сопруг. Најпрво беше известен тој, па тој ми ја имаше соопштено. Инаку, првите моменти, да, бес, јас осеќав бес најпрво, луци на цел свет, како некој намерно да ти го направил тоа, а уствари Господова волја. Само ќе напоменам дека се работеше за кратка болест во 2 недели. Да напоменам за луѓето кои што не знаат, да не исто корона или собреќајка, не, беше кратка болест во 2 недели, каде што немавме многу голема можност за лечење. Инаку, да, се осеќаш изгубен во некој свет, од каде што мислиш дека се продолжува, а само ти си запрен во едно место и немаш никаков друг излез. А исто знаеш дека мораш да видиш тука и за родителите. Билјана и Кристијан и Мартина во повеќе наврати го споменаа Бог, ја споменавме фазата на шок и неверување. Колку верата и духовноста може да ни помогнат токму во првата фаза на шокот и неверувањето од ваш аспект? Прво сакам да се благодарам на поканата. Денес требаше да бидам на едно друго место,
во градот Дебар во манастирот Рајчица се прави една торжествена прослава на празникот Крстовдан. Меѓутоа, мојот духовник, старецот Партени, секогаш вели понекогаш треба да направиме некаков поинаков подвиг и да се поклониме на живите икони. Тоа се всушност овие луѓе денес, кои сакаат да го споделат ова со нас. И ете Господ сакал да се поклонам и на нивните тешки крстови кои што ги носат и кои што мислам дека не може секој да носи таков крст и сигурно од Бога се избрани тоа да бидат баш тие луѓе. Не постои човек кој што е спремен да се соочи со смртта на својот ближен. Во Библијата е убаво напишано дека и Христос, кога разбрал дека неговиот пријател Лазар лежи се упокои, Христос просвоси. Значи, сите ги знаеме страдањата со кои се соочи Мајката Божија, кога страдаше, плачеше, ридаше и викаше пред мртвото тело на својот син. И тоа е нормално, значи првите дена е нормален и бес, и гнев, и тага. Меѓутоа, ние како да се справиме, како да му помогнеме на тие луѓе, кај нас многу сега почнува некако повеќе духовно да се размислува, а до сега, во минатите години, повеќе црквата беше како некоја институција и луѓето кога ќе оде на некој погреб, и денес тоа најчесто се случува, пристапуваме на семејството и велиме Бог да го прости. Тоа е некој многу тежок збор и ни една мајка не сака да го слушне тој збор за своето дете. И ни еден брат, ни една сестра не сака да помисли дека постои нешто што треба Бог да му прости на тоа дете, кој мислат дека не згрешило ништо. Во многу православни држави има некои по-прифатливи зборови, кои што треба да почнеме ние да ги применуваме. Тоа се кога изразуваме сочувство, да го речеме зборот добар рај, со тоа колку и да не сака, колку и да не верува, колку и да е лут на Бога човекот, ќе помисли дека ете навистина постои рај и дека го испраќа ближниот на некое по-добро место. И дури се случува во некои држави кои што навистина се смета смртта како премин, а не како крај, се употребува зборот Христос воскресе. И не постои човек кој што нема да го добре тој збор. Колку и да е тажен, колку и да е бесен, колку и да е гневен. Тоа е почеток. Психолог Јове, зошто е важно да се дозволиме да истагуваме, како што велат психолозите, колегите, наши стручните лица, да си го дозволиме процесот на тагување, односно да ја живееме тагата во целиот тој процес? Тоа е најважното. Ова е последниот збор што го искористи процес. И како психолози, да речем, пратходно таква непроблема имате свештениците во минатото, и денес ние паралелно. Да излеземе во пресвет на луѓето, меѓутоа во смисла и да вратиме да пак во некоја мера објективни, кои што били графовни во некоја смисла, присутни да не се луѓето. И сега, нашата идеја или мисла, да речем, моделка која некој бара помош во оваа смисла од нас е да укажеме дека станува збор за процес во животот, во организмот, во природата. Колку сме трпеливи од друга страна во тој процес? Не сме трпеливи, тоа е елемент на друго прашање кој ќе го спомнам. Колку да разбереме позадината зашто и како разговараме со ваквите луѓе, тоа ми беа околу процесот. Од избацат, јас како воеца правам бидејќи зборот процес сам по себе е абстракт. Значи, ние си имаме некакви
се јади, па почнува процесот, така, па ќе барам јадење, па ќе јадам, па ќе бидам задоволен, така се затвора, да речем, покрај процесот. Викам и дека потребата по задоволение, потоа тоа некоја друга потреба и така, че ми се имаме идеи размишли како да правиме да живееме амбиции. Тоа се све процеси така. Сега и во позитивна и во негативна смисла има процеси, така се некако се доживува од наша страна, или нешто не се свиѓа, што не се случува, нешто не ми се свиѓа. Меѓутоа и во природата некои процеси, да речем, со вишите времења што се едногодишно време, па заминува некој другогодишно време, да речем. Дали, вака, пробам да се изделам колку што се може од другата нека објективна страна и да речем да прашаме во контекст илустративно со дали, например, пролетта тагува по зимата и по снегот. Во таа смисла, се во природата, во универзумот се некакви процеси. Сега разговараме ние за процесот да се родиме и да умриме на некој начин. Како и ние, така и други нас. Сега, нашиот напор е да укажеме дека се на некој начин промислено. И од таа перспектива, она што го гледаме нели, тоа што го спомнавме шок, јас го искористив како неприфаќање и на оно што се случува. Процесот движење не го прифаќаме. Мислиме дека може треба или не треба. Така не знаеме дали треба или не треба. Блокада, сите работи што ги спомнавме, после тоа некои песни, не зависи, значи од карактерот, како би реагирал секој во дадена ситуација, некој би се изнервирал, некој би бил многу потажен, некој поинаку, после некое време такви некои интензивни процеси. Во главно ние за нив порадили сме изненадени, топрени, разочарани, засекнати од тие некои работи, или клучното е шокот и неприфаќањето, може да е во првите моменти кои што може треба да се имат предвид и трпението на што нафалите. Како сега, главната работа како ние ќе реагираме е прашање на такав карактер. Сите ние сме различни како карактер, имаме различни темпераменти и различно реагираме заради тоа. Не заради тоа што е самата случка колку позитивно или негативно, а каква е. И секој специфичен човек бара специфично внимание и да видиш некој едноставно, за да видиш што му одговара и како би му можел, што би го направил за да биде попресно. Дали веројатно основата е да видиш, ама со него заедно, ама сега што како би ги водил разговорите, да имат, како би ги правил сите активности, за кој што треба трпение и кој што може да прават време и трпение да прават правилно. Сега, неприфаќањето е главниот проблем. Многу е тешко лицето кое се соочило со загуба да излези од моментот на неприфаќање. Тагата е потребна да дојде после неприфаќање. Неприфаќањето е неприфаќање и на тагата, затоа блокадата се работи. Разбирате што е специфичен внатрешен шок. Затоа што ние не си дозволуваме да тажиме како што треба во принцип. Таа го образлагам вака е малце како едноставно изгледа и не е многу комплицирано за објаснување, а уствари е процес кој што може да одземе недели и месец за да го постигнеме кај некој кој што има загуба, да дозволи да ја пушти цела ситуација. Јас затоа зборам за процеси. Се во животот е некаков циклус во нешто. И сега ние ги разбираме тие циклуси, сме дел од тие или сакаме по-наши да бидат. Ни одговара, не ни одговара. Значи, се случват работи што не се под наша контрола. Значи, ако беа под наша контрола, ќе бидат повојни. Креативно со зборот, така, ја исправуваме идејата ми да кога ќе помине некој одреден таков момент, ако сме успеали, и да издржиме и да биме трпеливи и да
да се доближи до идејата за прифаќање, веќе го трасираме патот да почне да тажи, да се доживее така, што е клучно. И са, како терапевт, има разни методологии, како се работи со луѓето и така, како се збора, што може да се предложи за некои одредени луѓе, места, ситуација, между ними требаат психолози, тоа е да се семејство отсуствува, да се следи, кога се доживее така, да се влези во тој процес кој што може да биде, не знам, безориентирачки, заради тоа што не преплавуваат емоции, може ќе бидеме дома неколку дења, да изгледаме на себе си, и сите некои слики кои што имаме за себе си, кои што може да некако, не знам, некиме да не се затвораме, плачиме. Мора тоа реално се доживее како емоција тага, заради реалноста која што се случува. Тоа е процесот да зборат како. Така се затвора циклусот и ние сваќаме дека сме дел од поголемата приказна тука во животот во кој што сме, во заедницата во кој што сме. И од тоа црпиме понатаму искуство и некоја мудрост, како и некои други нови агли на гледање, по-мудри сме за искуство. Меѓутоа, ако не дозволиме така да го затвориме процесот, ние по известна мера и се ускрапваме од таа некоја мудрост која што сите процеси во природата се на некој начин дизајнирани ние да извлечеме мудрост понатаму, така да прилика после се наговорам Мартина и Христијан, колку вие бевте трпеливи во тој процес на шокот, на прифаќањето на тагата, исцелувањето, што може би беше потешкотија во целиот тој процес, што ве држеше вам, како малку посилни во целата таа тага? Мислам дека се уште немам прифатен и нема ни да прифатам до крајот на животот. Од еден аспект, дека продолжува животот, продолжува. Зборуваат луѓе во првиот ред, сопругата и ќеркичката, знам дека јас продолжив да живеам, нели не запрев тука. Ќе се навратиме на овој момент, бидејќи многу поучна приказна имам да споделам со вас, но понатаму во дискусијата. Психологот Јове спомна дека се процеси, дека како годишните времиња, доаѓа пролет, па лето, па есен, зима и така натаму цело време. Јас би ги нарекол осцилации во животот, односно кога сте на дното, вие знаете дека нешто убаво ќе се случи во блиска иднина или во иднина, без разлика, но не можете да прифатите. Зошто? Поради проста причина што предвидувате што добро би ви се случило, но таму го нема никој што се го загуби. Тешко е кога си на дното да прифатиш дека да, јас си имам ќеркичка, ама нема да има чичко. Не можам да го прифатам дека нема да има чичко. Да, го живеа, но прифаќањето ми сам дека до крајот на животот. Едноставно не можам да прифатам дека го нема брат ми тука. Празници, роден дени, раѓање на ќеркичка, прво запче, проводување, први зборчина, тие се многу клучни моменти од мојот живот лично, но на ниту една од нив не се израдував по 100%. Зошто бидејќи секогаш фалило нешто што требаше да биде тука. И што сигурен сум и знам дека би се радувал многу повеќе од било кој роднина или било кој близок што јас го знам. Така да, тоа би било. Така, јас можам да кажам кога ми се случи тоа најлошо нешто во мојот живот. Јас не бев само една сестра што изгуби помал брат, јас и бев мајка на едно дете кој имаше година и пол и на кој му требаше безусловна љубов и поддршка. А исто така, можев да се ставам и на неколку секунди барем во кожата на мајка ми, затоа што јас бев мајка. Можам да кажам, во живот ме држеа тие работи тогаш. Немам време, исто спомнам психологот Јове како што кажа, толку време на тагување да се затворам во собата и 2-3 сати да плачам, бидејќи некој бараше од мене нешто. Морам да бидам тука цело време за детето.
Скоро во сите работи ќе се сложам со Христијан, затоа и седам тука до него. Главно е тоа. Бријана, како да најдеме смисла во болката? Дали треба да ја прифатиме нашата болка за да ја разбереме можеби? Ова е едно од најтешките прашања кои што сега човек кој што изгубил ближни си ги поставува и не може да свати, навистина не сватлива болка и не може да свати како животот го нанесува рана, за која што не може да најде никаква смисла. Длабочината на болката зависи од длабочината на врската која што сте имале со тоа лице. И колку е поголема болката, значи вие сте биле повеќе поврзани. Сега тука единствено нешто никогаш никој со ниеден збор не може да го натераш да прифати, кој што рече Христијан, и да се сноси со тоа дека тоа се случи. Меѓутоа, постои едно лекарство кое што мислам дека сите го применуваат, а тоа е молитвата. И молитвата е единствен начин таа болка да преточкне во сила, во уште поголема љубов. И во тој случај чувствуваме дека таа врска која што имаме не може да биде прекината од смртта. Значи, тоа што Виктор не бил тука да му се израдува на првото запче на неговата внука и воопшто прво нараѓањето на неговата внука, мора да сватиме дека не е тоа точно. Значи, тој се радува уште многу повеќе од вас и тој ви дава сила да го истраете сето тоа. Колку и да не го прифаќате, јас мислам дека тоа го чувствувате. Кратко се сложим со ова, бидејќи ако не го чувствувавме, немаше денес да видиме овде. Така би се согласил со ова. Многу димензија кои што за нас е непозната. Нас ни фали она што не можеме да се гушниме, што не можеме да поиграме и така натаму, но енергијата тука постои. И многу пати е докажано. Така би се согласил. Да, јас ќе се надобразам, Христијан во повеќе наврати ми вели, Вики, брат ми праќа знаци, тој е тука, меѓу нас. Да споделам ако може ќе те прекинам. Еден знак што и за настанот денес дојде некако. Прво, сакав да организирам ваков настан, размислував за датумот, нели, да одговара на сите. И како репер ми беше фотографот Васко. Бидејќи живее во Германија, викам кога ќе си идиш, многу сакам да си на настанот. Викам на 25. Океј, викам тоаш 27 ќе биде сабота, таман, викам сме сите слободни. За да после неколку дена од утврдувањето на датумот, седиме на вечера со Сања по ресторан и ми стига порака на месенџер која што ја цитира од мајка ми. И ке дали знаеш дека брат ти е крстен на крстот. Тогаш мислам дека ме облега на таква ладна пот. Не може да е случајност. Буквално не може да е случајност и она што Билјана го напомена го потврдува само. Но и ти знаеш колку минати има настани кои што сме ги организирали или сме се договарале, по кој што секогаш има доза на нешто тука и само правете и здраво. Психолог Јове, неизбежна е помошта од професионалците, од стручњаците, од вашите колеги, од психолозите, од може би психијатар. Кои се првите знаци кои укажуваат дека нужна ни е помошта од овие лица? Околу знаците, што го спомнавме, на шок и неприфаќање. Неприфаќање во смисла на подбивање на случката, подбивање на некој начин, не сме на исто со нашо случај. Емоционална вознемиреност, која неколку термин,
променлива состојба на расположение, кој што има тенденција да во депресија или тага, депресија е долга форма на тага, па што многу долго трае. Ако почнува да имат елементи на губење на цел во живот и пак во осаменост, што многу долго трае, тоа се генерално знаци дека овој човек не убаво се справува со оно што му се случи. Затоа што да имаме доживување, како прво мислам, тој сами нема да може да ги работи, да ги каже, да ги организира. Али те околу него заприметват, по некој време и самиот ќе ги заприметва или ќе дава референци, ама некако да е тоа нешто битно, пошто тој е обседен нели со тагата и со заглавен во времето, во минатото. И тој ни зборува тие околу него заприметват дека е изгубена целта, нема некоја цел, веќе во живот и трае периода на осаменост многу долго. Тоа се веќе знаци, дека треба поќе да се помага на тој човек. Веќе сам некако не успеа да ги соткаже. Значи најголемата опасност е разочарувањето. Да речем, кој е што било доживеал некој. Од генерално било шо, тоа е дното на, да речем, да се разочараш, да се некој елемент. Не го познавав ниту Христијан, ниту Виктор, ниту некој од семејството Илиовски, некако случајно се имавме на социјалните мрежи. И пред 5 години некако допре до мене таа вест дека Христијан го изгубил неговиот брат. И некако таа љубовитност во мене прочепкав по нивните профили на социјалните мрежи и толку ме добре таа вест и си велам добро, зошто ова требало да им се случи на овие луѓе кои живееле вака сложно, вака сплотено, едно толку сплотено семејство. Христијан, колку болката ве сплоти уште повеќе како семејство? Кажам дека болката не сплоти сите како семејство, бидејќи само членовите на потесното семејство се тука секогаш за вас. Лага е дека ќе дојдат пријатели кои што ќе пробаат да ве во тие моменти да ве охрабрат, но секој збор кажам вие го замерувате, покажувам од лично искуство, бидејќи не е баш така едноставно се прифати, но оние што те разбираат најдобро е семејството. Ова што го спомна дека си видела на социјалните мрежи како го изгубив мојот брат и си почепкала низ нашите профили, истото ми се случи година дена претходно. Се имавме со Мартина за пријатели на Facebook. И таа ја објави истата вест, по која што јас мислам да се ставив, пробав да се ставам во нејзина кожа и викам излези од овој мој, ова никош не сме да се деси. Ова ако се деси, тоа е крај. За година дена после тоа, мојот брат и низиниот брат, кој што заедно има и играно фудбал на времето, сега пак се на едно место, а ние сме тука. Како што напоменав, семејството ве држи сплотени, доколку не сме тука еден за друг, мислам дека ќе прерасне во голема тага и секој ако почне да се затвори на свој начин, нема начин да се продолжи. Би сакал да напоменам она што преска го почнав, но мислам дека е добар момент да се каже. После месец ден од кога почина брат ми, веќе она првите знаци на шок спаснуваат, веќе идеме при себе, не сме како во првиот момент, нели? Но тогаш почнав да барам начин како да бидам со брат ми по многу брз и многу лесен начин. И може да замислите што е резултатот. Резултатот е да си го земите живот. Се извинувам на семејството што ќе бидам искрен, бидејќи мислам дека не знам во целост приказната. Но тоа ќе беше изневерување на нив, ќе беше изневерување на мојот брат, али јас искрено и без да лажам сега да правам филмови овде, помислив тоа. Бидејќи не можев да издржам, месец дена ми се гледаше премногу период да не сум со брат ми заедно, бевме премногу блиски.
случајно некој од семејството вика имаме пријател во Битола, некој свештеник, оди види се на кафе, прво одби. И ќе мислев дека нема шанса некој да ме разубеди од тие моменти. Но после прифати, вика, маје, шо ќе би, нека би онака уште малце ми останува, барем да се видиме и со свештеник, да видиме што паметно ти ни каже. И го зедов буквално кон подсмев и со негативна енергија одам да се видам колку така, да знам дека нема да ме разубеди. Седејќи на кафе, буквално не бевме ни во храм, чисто пријателски, седиме на кафе. И ми вика, да одиме во цветјарот, кој цвеќе ќе го одбереш. Нормално не убавото, нема да одберам некој новената. Па вика, така Господ ги бира луѓето што си ги прибира тamo. Викам, со ова воопшто не ме разубедив, тоа е уште една голема лага. Зошто баш најубавите има луѓе што прават лоши дела, кои што прават неубави работи на светот, зашто тие не му треба на него. Добро, викам, пак не ме разубедивте. Јас наумел, викам, и после разговор ќе одам и ќе оправам тоа што сме наумел. Ме праша зашто точно зборувам. Викам, јас најлесен начин да бидам повторно со брат ми. Викам, ќе си одземам животот, така ќе бидеме на исто место, заедно секогаш. И викам, добро, супер што си мислел како да бидеш брзо со брат ти и заедно, но имаш две опции. Првата е, имаш уште X години да си доживееш она колку што ти е пишано, да си го извадиш патот и да си го носиш споменот на твојот брат и тој да те чува одгоре и ти да бидеш тука за семејството, да оформиш семејство и така натаму. И втората работа е, вика, да си одземиш животот, односно ова што си го планирал, слободно, и тоа е опција, не можам аз вика да те спречам во тоа, но тогаш ќе ги изневериш луѓето од семејството, ќе ги оставиш уште со, односно без деца. Едно изгубија, сега и ти ако направиш таква глупост, и ги оставиш без тоа. Ќе оставиш сопруга, тогаш девојка, но нели со план да биде сопруга. Ќе оставиш неја, ќе изневериш другарите, ќе изневериш сите што знаеа лице, а најголемата вика глупост што ќе ја направиш е кога ќе оди душата твоја, ако би го нарекле тоа рај, ќе помине покрај брат ти кој што ќе седи вика налутен, ќе те гледа тебе, ако врвиш и се всадуваш во некоја друга димензија таму, тогаш вика нема никогаш да бидете заедно. Бидејќи ние сите веруваме кога ќе починиме од тука, дека има некоја енергија каде што тогаш вечно ќе бидеме заедно и никој не може да не раздели. Јас водејќи се по таа мисла го размислував самоубиство да што го кажам. Но не го направив поради причина што ја избрав втората опција, да не свртам грб на семејството, да пробам да оформам семејство и да живеам онаку што мене ми е пишано. Бидејќи ме заболе моментот кога ми каже тогаш ќе го изневериш брат ти, ќе те види, тогаш никогаш нема да бидите заедно. Тој момент ме наврати во сегашноста и да почнам полека, не да прифатам, но да го туркам процесот, да одим, да оформиме семејство и така натаму, да се движиме напред, не да бидеме заглавени во минатото, што спомна Јове. Тоа и го направив, благодарејќи на тоа сме денес тука, благодарејќи на тоа 5 години уназад имавме мемориален турнир, благодарение на тоа имам златна ќеркичка во моментот, благодарение на тоа моите родители имаат барем малку среќа во цело Црнилушно во кој што живеат, бидејќи никој не табува како родител, без разлика кој да сте, не ни можете да ја сватите полката на родител. Тоа почнувам да сваќам од како имам нели ќерка за која што влакно го падне или сите трчаме, тоа дете е единствено нешто кое што боли на него.
не можеме да дадеме утеха за загубата, не можеме да го утешиме родителот, братот, сестрата, меѓутоа колку ви значеше да се покрајва со луѓето од семејството, колку вие бевте до семејство, да кажете родители, сега кои вие сте мајка, што би им порачале на оние кои што сакаат да помогнат можеби во таквите моменти, меѓутоа не знаат како. Велат на оној кој што загубил, не му кажуваат дека ќе помине времето, ќе излечи се, супер, ќе помине, остави со живее се. Како да помогнат луѓето кои сакаат да помогнат во тие моменти? Ќе се навратам на реченицата, времето лечи се. Би сакала да остане само мит и никој да не поверува во таа реченица, бидејќи времето не лечи ништо. Мислам дека и како што поминува времето, дека и болката се зголемува, а не да се намалува. Оти никогаш не сме биле одделени толку со личноста што сме изгубиле месец, 2, 3, 5 година, 2. И затоа мислам дека болката само се одлабочува, а не поминува. Ние што имаме вакви загуби, најдобро го знаеме тоа. Да се навратам за луѓето што сакаат да помогнат семејството или пријателите. Конкретно во нашиот случај се држевме ние најблиските, јас, сопругот, мајка ми и татко ми. Ретка беше поддршката од другите роднини и пријатели, а тоа дека не знаат како, мислам дека секој што сака да помогне ќе најде начин. Би рекла дека само изговор. Ако не знае како, оти не можеше доволно само нечие присуство да е тука, не мора разговор, доволно е да знаеш дека некој ти посвети внимание во тие тешки моменти. И се добра за нова Мартина. Мислам дека ова време лечи се стварно така. Тоа не голема ладеж што некојаш имаме слушнато. Смртта на мојот брат беше одличен филтер, би рекол, на пријатели, на водници пријатели, бидејќи тогаш некако магично многу од луѓето кои што беа на тој момент блиски се оттргнаа. Секогаш изговорот дека му е криво, ама не му е покриво од нас. Секогаш изговорот дека нема што да ти кажа, буквално, и сакал да порачам на сите присутни, доколку имате некој близок што има за мене. Само бидете тука со него да се слушате. Не мора му кажувате ништо, бидејќи ако се обидите да му објасните нешто, дека да, продолжи, треба продолжиш и така натаму, само ќе повредите. Бидете тука и слушајте го. Друго е кој ќе искаже некој болката на некој надвор од семејството, бидејќи може да се отвори повеќе во семејството. И ако имате човек кој што ќе ве праша како си во денешно време, кога имаме изгубена емпатија и буквално не ни интересира надвор од тие 4 ѕида, такво време дојде, не знам зошто, но буквално ако имате некој што ќе ве праша како си, чувајте го тој човек, бидејќи ќе ви исти само тоа. Психолог Јове, христијани ја сподели приказната што го посоветува свештеникот. Што советува психологот, како да се продолжи со животот понатаму, кога личноста која ќе изгубиме ние не ќе повеќе физички присутна со нас? Се зависи од принцип, ако гледаме некој малко професионален, колку ќе ние правиме процент колку време да посветиме, колку време да имаме. Уште е битно да направиме истовремено и процент колку е критична ситуацијата, која што ни совреде. И што е побитно да се направи во моментот, затоа што еден дел од работите наоѓаат свое место во нашето разбирање за светот и животот, ако посветиме малку внимание да обрнеме на тоа како тој кој што ни обраќа, кој што ни совреде за помош, ни гледа работа, значи некој агол мог да гледа на нешто, како стои со работите кои што гледа, кои што
смисла. Зањени се, ако имаме време, посветваме. Ако е нешто критично и по-друго треба да се работи, тоа го оставаме за понатаму. Главно целите се она кој што нас не мотивира за понатаму. Значи, треба да работиме на интересите кои се на неговите интереси, кои биле моите интереси, кои биле моите цели, кои се зашто друго се интересира во што е добар, кои се негови квалитети, па да го врати на целите, па да се реагира, да види што понатаму, до таа не па се случува, тоа е стандардна идеја која што има во работата со такви луѓе. И по-полека, јас се спомнам, мислам во економично зборење, да се враќа во некоја секојдневна објективност која што е однака полна сорадна врска. Треба се прави така натаму. Сега сакаме да го правиме, треба да го исто да го вклучени во таа смисла. Така да тоа е една работа, значи да се разбуди пак лични интерес од нешто од живот. Целта, тоа е една работа. Другата работа е благодарноста. Да речем, меѓутоа, не знам сега, јас имам што на две ја да ги кидам на Па да, кино би крај на порава, така да кино да што сега да споделам нешто од како некој работа гледам во контекст на тоа за да дојдеме до благодарноста, затоа што ако е тоа клучна работа и ние испраќаме благодарност, би било следното прашање на шо. Така се треба да дојдеме до тоа. Кон шо за да има контекстот во кој што го постави прашањето, има мој одговор, че мора да малку како говори. И ќе спомнам она што и на почеток, затоа и го кажа, значи не случајно, дека ние сме во некакво дело, во душа и има дух кој што ги организира нештата. Затоа некоја се смисла секи ови, да речем, коментар понатаму, дека имав јас случајно така некако испадна на мојот Facebook, на стори објавено да е коментатор. Вака на овие критични прашања, и ова е се реално еден муа веќе го правим за критични прашања во животот, а тоа е раѓањето и смртта. И љубовта која што негде ќе измеѓу, сако филозофираме малце, треба таа љубов да дај плод на некаква мудрост. И сега коментаторот вика, стравот е дека ќе бидеме исклучени, така кога ќе ни се случи смртта. Меѓутоа, шо вика ако е обратно? Шо уствари ако ние продолжуваме, а се она со кој што сме поврзани не се исклучува. Значи, некој агол на гледа. Ние константно сме, константно продолжуваме. Во контекст на душа е тоа битно да се разбере, бидејќи ние сме душа, а душата нема врска некоја многу голема со телото. Кога збораме за душа во некоја класична смисла, значи имаме тука размислување, имаме чувства, имаме некоја волја, тоа се трите елементи од кои што се состои душата и таа, да речем, е моторот на физичкото тело кое што сум јас, кое што е секој од вас. И еден извесен период поминува во телото, да речеме што нарекуваме живот, и после тоа продолжи. И благодарноста се испраќа кон другата душа. Значи, треба да се осети моментот дека кога ние испраќаме благодарност, тоа значи со живите не е треба да разбереме дека ние сме тука души сите, ние кога испраќаме благодарност можеме да доживееме ако ја враќаме. Во принцип, во многу теорија се малце прашање на што би рекле на рубу знаност.
како на гранични прашања се на кој што цело време чешкото се окупира со нив. Што ми ще мисля сега? Значи, битното е да ние, кога ќе речеме душа, не подразбираме некакви, не знам, духови или нешто што се како Каспер или што се шетат, туку она што е суштинското, кој што е живототворно во нас, или како пела збора. И кога ние ја испраќаме благодарноста, тоа е елемент на чувство, тоа е нешто во принцип не телесно, не материјално. Дури волјата не е материјално. Доказано благодарноста кон било кој учител или кондуктор е еднакво важна како и кога сме благодарни на било кој живот. Така и благодарност може би што е животот ни оставил прилика да продолжиме понатаму со сето она кое што ние сме исто нашето семејство и при казната на Христијан да формира и свое семејство. Така, Билјана вела дека простувањето како да ја намалува болката, гневот, огорченоста, кога ќе простиме, сме некако помирни со себе. Како да простиме ете на Бога, кој го споменавме овде неколку пати, како да простиме на себе си, како да простиме на нашата блиска личност која сме изгубиле за загубата. Многу тешко е да простиме во тоа сепак еден долг процес, како што спомнав психологот, бидејќи неизбежно прво да видиме лутина Бог. Мислиме дека ни одзел нешто, а никогаш не размислуваме дека всушност претходно ни дарил нешто многу вредно. И да му простиш на животот, што те доведна на таква раскрсница, значи да прифатиш Божјата волја. И се ние како луѓе секогаш сме исправени пред одлуката дали ќе прифатиме Божјата волја или ќе отфрлиме. Да прифатиш Божјата волја значи да отфрлиш да живееш цел живот во да те јади некој црвена гнев и на лутина. И да го прифатиш тој пат кој што е многу тесен, ама ќе те одведе до вечност, така да што ќе се сретнеш со тој што привремено си го искупил. Значи, понекогаш треба да размислуваме и да го сватиме колкав подарок ни бил таа личност која што сме изгубили, што макар и накратко била со нас, да ја преточиме во благодарност и да сватиме дека тој што се заминал ни оставил поголема љубов отколку што ни оставил празнина. Значи тука моќта на простувањето. Секогаш да достигнеш преку простувањето до некоја подлабоко сваќање на таа Божја волја, дека сепак потешкиот пат води кон подобро место. И секој што во животот се движел по тежок пат, ќе добија наградата. А и секој кој што го одбрал полесниот пат, за да се го задржи својот собствен комодитет, понатаму ќе биде на некој начин казнет. Претходно не спомнав и за ова што коментиравте за тоа како да им објасниме на луѓето како да се однесуваат со тие луѓе. Најчесто ние како луѓе, кога ќе им кажеме некој збор, мислам дека им е подценуваме болката. И првите стихови кои ги напишат по молба на една мајка која изгубила својот чедо, баш јас страхував од тоа. Јас сметам дека не постои апсолутно ниту еден збор кој што може да утеши човек кој што изгубил свој дете или свој близок. И единствено нешто што можеме да направиме, како што сите се сложивме да бидеме со нив, а многу често ние мора да бидеме искрени дека кога ќе се случи нешто во соседството, во фамилијата, ние
свесно ги избедуваме тие луѓе. Бидејќи мислиме дека тагата треба таму да си остане кај ни, случајно да не дојде во нашиот двор. И тука се створа еден голем јас меѓу нас, нели? И ние од блиски, од роднини, од блиски пријатели, стануваме многу далече. А пак луѓе кои што ќе ти сватат болката, ти стануваат блиски. Како што спомна водителката, воопшто не ги познавала и станали ближни. Ете така јас навистина толку силно ги чувствувам посебно мајките и навистина никогаш се немам сретнато со нив двете, а навистина многу блиски ги почувствувам. Значи да се потрудиме како луѓе само да им ја сватиме болката. Нема да ја разбериме, зашто тоа може да биде само лично искуство, ама да им ја сватиме, да ги прегрнеме, да им зборуваме за нивните блиски, не да сметаме дека тоа е нешто што треба да се плашиме, кога некој ќе го прашаш, да го прашаме се христијан нешто да ми раскаже за својот брат, или неговата мајка да ја раскаже за својот син, таа ќе биде пресреќна. Со каква радост преди ги гледаше сликите од незиното дете. Значи, да им зборуваме за нив и да видиме покрај нив. И така, и полесно ќе простат и нас, и на ближниот, оти тоа е тешка борба, па некош помислуваш дека тој те напуштил, и прифаќањето на Божијата волја, само тоа е патот да им простиме на сите. Токму така, јас тука ќе се надоврзам, секое кафе гледање со Христијан, тој така ми говореше за Виктор. Такви зборови ми споделуваше со таква љубов, со таков сјај во очите, починам дека и јас го запознав Виктор Илевски. Многу сум горда на овој човек до мене, од мојата лева страна, за сето ова кој што го прави изминативе години за неговиот брат. Како Христијан успеа да извлечеш можеби сила од болката и да го створиш сето ова денес. Болката искрено може би извор на сила, доколку ја претвориме во љубов. И од тој момент јас и со мемориалните турнири и со овој настан се додека собирам овие луѓе на едно место, без разлика на колкав број сме собрани, доколку дојдеме со една цел, односно барем тој викенд, тие 2-3 дена во годината да говориме за Виктор и да се собериме сите што го познававме, нема поголема сила, нема поголем мотив. Јас искрено живеам цела година за овој викенд. Живеев и за претходните, ќе живеам и понатаму, бидејќи мислам дека само така ќе го одржиме жив помеѓу нас. Така, полека ќе го заокружуваме овој прв панел. Јас ќе дадам Христијан тука просторите за можеби кратка порака која што секој од вас говорниците ќе опатиме пред присутните и полека ќе заокружуваме пред првата кафе пауза. Секоја година организирам мемориален турнир, дејќи во најавата како што спомнавте, фудбалот беше неговата најголема љубов и дури сум жива, мислам дека тоа никогаш нема да биде изоставено, без разлика колкав голем број ќе присуствува. Мојата кратка порака за крај е љубовта ни е стварно голема, ама нашата љубов кон нашите браќа е уште поголема. Таа љубов нека не води да правиме добри дела, да споделуваме насмевки покрај целата тага што ја носиме во нас, да градиме дела што ќе живеат подолго од сите нас. Така болката станува сила, а споменик вечност. Психологија? Порака, мојот била да се продолжат вакви некои типи на активности кои што некако делуваат мотивирачки, стимулирачки, да речеме, во местото кај што се случува.
добро нешто што се прави, од тука мало порака да се продолжи, да речам, во таа си насока. Секогаш кога било што тоа што ќе се случи, ако не успееме да го трансформираме, да излеземе малце од нашите лични, да правиме нешто за заедницата, секојаш подобра варијанта. Секојаш подобра. Ако тоа подразбира понатаму дали обработваме некои квалитети, некои одредени вредности, дали поттикнуваме некои одредени вредности, дали особено некако нешто корист за другите во заедницата, повеќе некоја линија на размислување која што е во принцип едноставна, конкретно може да рече да се разликува тоа што било ова година меѓу две различни прилоги, али и да се исти. Ако вие доаѓаат се поттикнати на нешто позитивно, укажано на некаква вредност или направиле нешто или добиле нешто, значи дали заедницата во крајна добила нешто, е клучно да прашаме како и цела приказна понатаму да се продолжи. Билина? Сакам само да упатам една порака, дека со овие дела што ги правите, всушност ги радувате душите на вашите блиски и стануваме сите соучесници во таа божествена благодат. И ќе ви порачам никогаш Свети Јован Златоуст кажал, не кажувај го изгубив, туку кажи го имам, но на друго место. Нашите ближни не исчезнуваат, тие се кај Бога и не чекаат, и затоа треба трпеливо да го изодиме овој пат, кој што ќе наднесе кај нив, па сите заедно да се радуваме во вечноста. Најкратката и најубавата порака, која што сите ние христијани не треба никош да ја забораваме, претходно спомнав, Христос воскресе. Христијан? Да. Како организатор на овој настан, искрено и од срце ќе осметам истиот за успешен и ќе бидам многу среќен доколку секој од вас присутен тука, кој ќе отиде, ќе излезе од тука и ќе отиде во својот дом. Прво нешто што ќе направи е ќе даде една искрена преградка и топла преградка до вашите родители, вашите браќа и сестри, вашите блиски. Денес ве молам да ги тргнеме сите несогласувања, кои што нели секој од нас ги имаме во семејствата, понекогаш, но најчесто се банални работи. Тргнете ги тие размислувања и несогласувања денес. И имајте на ум дека ние сме овде, ама за кратко, и дека може да ни биде многу криво доколку сега не го направиме тоа, односно не ја прегрнеме својата мајка додека е тука. После ладен мермерот. Ве молам, оставајте само добри дела зад вас, бидејќи луѓето што прават добри дела остануваат да живеат помеѓу нас за секогаш. Еден одличен пример е човекот за кој што сите денес сме собрани тука и ви благодарам што бевте присутни и на панелистите што ја прифатија понудата без никакво размислување, само кажете датум и саат. Буквално јас сум презадоволен од импактот кој што го носиме и тоа го имавме исто и на претходниот ден во соработка со Црвениот крст, каде што организиравме крводарителска акција на која верували или не имавме 48 дарители, од кои што за можеби 20% беа нови кои што ги поттикнавме да дојдат и во Чесновице да започнат и да влезат во тој циклус на дарување, за кој што понатаму се надевам дека ќе спасиме многу животи. И благодарам на сите уште. Да, и овде ќе се заблагодарам на сите говорници на првиот мотивацијски панел, насловен како да се справиме со болката. Верувам дека ете слушнавме можеби мотивацијски дел од моите говорници, слушнавме собствени искуства од Христијан и Мартина, а можеби ќе научиме како да сочувствуваме подобро со болката на другиот, како да бидеме
овде едни за други, како што кажа Христијан, да не си замеруваме за банални работи. Јас не би доложила повеќе во првиот панел, ќе ве поканам на кафе пауза со мирис на пријателство, ќе погледнеме секако и кратко документарно видео од оно што се случуваше изминатите години во чест на Виктор Илиевски, а веднаш потоа се враќаме и на втората панел дискусија. Благодарам.